Зошто некои компании преживуваат криза, а други не? Кога ќе се случи економска криза, сите компании чувствуваат притисок. Продажбата се намалува, трошоците растат, а неизвестноста е голема. Но не сите реагираат на исти начин. Некои успеваат да се адаптираат и да излезат уште посилни после кризата, додека пак други постепено го губат пазар. Клучна работа е приготвеноста. За време на криза, кешфлоуот и ликвидност остануваат клучни. Компаниите кои што имаат повеќе финансиски резерви многу полесно можат да издржат кризата. Втората битна работа е адаптацијата. Многу интересен пример е Netflix. За време на пандемијата, кога многу компании се соочуваат со сериозни проблеми, Netflix успеа дори да расте. Луѓето повеќе беа дома, бараат домашна забава, социјални содржини, Netflix брзо воведе нови филмови, нови серии и содржини и успеа дури да го зголеми бројот на корисници. Друг интересен пример е Nike. За време на економското забавување во раните 2000-ти години, кога многу компании ги намалувале и одложувале инвестициите, Nike напротив вложувал во маркетинг, во нови производи. И кога голем дел од конкурентите се повлекувале од пазарот, тој успел да обстане, па дури повеќе да расте. Но ако земеме пак сега еден друг пример, за време на пандемијата, многу мали бизнеси, па и поголеми, ресторанти кои што немале онлайн продажба, немале достава, немале доволно финансиски резерви, не успеа да обстанат и се повлекоа од пазарот. Тоа покажува една многу битна работа. Кризите најчесто не ги создаваат слабостите, ја ги откриваат. Компании кои што имаат добра стратегија, кои што носат брзи одлуки, кои што може да се адаптираат, многу полесно ги поминуваат кризите. И затоа денес не е доволно да компаниите работат добро со многу стабилни услови. Истинската стабилност се гледа токму по време на неизвестност.